Еве назад во студиото. Денеска е Меѓународен ден на семејството и оваа тема ќе ја посветиме токму на тоа. На линк треба да ја имам примариус доктор Славица Гајдадзис Канежевиќ од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Добро утро. Добро утро. Доктор Кнежевиќ, како се справувавте вие со овој период на изолација? Јас мислам дека во овој период на изолација за сите беше огромен предизвик, вклучително и за мене. Она што мене ми помогна тоа е што заедно со моите колеги и на професионален план и заедно со мојот сопруг на приватен план успеавме да брзо се адаптираме и да се ориентираме на сето она што е можно, наместо да размислуваме и тагуваме за сето она што не ни е можно. Така да голем број од работите на професионален план се одвиваат онлайн, значи од психотерапијата со клиентите до меѓународните состаноци кои што се редовни и се до едукацијата во школата која што исто така ја префрливме онлайн. Така да како и советувалиштата кои што ги имаме. Така да јас очекував дека ќе биде многу по релаксирано во смисол дека ќе има многу повеќе слободно време, меѓутоа сега гледам дека имаме доста активности и тоа ме радува. Така, сите активности само го променија начинот, односно се сменија во онлайн. Точно така. Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива се занимава со психодиагностика, психотерапија и, како што споменавте, едукација. Пред се да ни кажете нешто повеќе, односно подетално за активностите на овој институт. Ви благодарам за можноста да малку зборуваме и за институтот. Обично зборуваме за теми, меѓутоа во тимот заедно со мене се и моите колеги психолози кои што се вработени во институтот, но и голем број соработници кои што ги имаме цела мрежа, национална мрежа на соработници кои што заедно со нас работат на различните проекти. Како што рековте, тука е приказната за психодиагностика, тоа значи утврдување на психичката состојба на клиентите кога е тоа потребно, психотерапијата, советувањето и психотерапијата кога луѓето имаат различни потешкоти со кои што се сретнуваат и побараат стручна помош, работејќи со индивидуалци, работејќи со парови, односно со партнери, било да се во брак или не, работејќи со родителски парови кога имаат родителски проблеми и со цели семејства, но исто така ние со оглед дека сме системски ориентирани, присутни сме во сите живи системи, тоа значи во работни организации, каде што работиме како консултанти. Од друга страна, во институтот е и школата за семејна и системска психотерапија, која што е наменета за професионални лица, за нивната надградба, односно нивната обука да станат психотерапевти, и нашата школа е една од двете која што е европски сертифицирана школа, што значи програмата е ускладена со европските програми. И секако тука се и голем број на тематски работилници кои што ние ги организираме за општата популација, за сите заинтересирани. Она што е можеби од значај за денешниот ден, тоа е дека во институтот веќе трета година е активен проектот кој што го финансира Европска унија, Европската комисија, и е посветен на целоживотното здравје, односно родителствување за целоживотно здравје, што значи дека нашиот таргет се родителите и помошта на родителите да научат вештини за да се справуваат со одредените предизвици во однос на родителската улога, а тоа е се за да им помогнат на нивните деца да се изградат во личности, односно да им помогнат за целоживотно здравје на децата во едни сигурни, стабилни личности и личности кои што може да се носат со предизвиците во животот понатаму. Проектот се вика Rise и тоа е веќе трета година, но она што е битно тоа е дека во овој период време
може би некој не следел на Facebook, ние, гледајќи дека не можеме да оствариме физички контакт со родителите, направивме серија на работилници за родителите онлайн, кои што идеа на нашиот Facebook профил, а кои што се нарекуваа родителство во кризна состојба, односно во период на COVID-19, поддржано од нашето отворено советувалиште за родители, бесплатно секако сето тоа, и кое се уште продолжува да трае се додека трае и оваа кризна состојба. Колку се подготвени лицата да побараат помош или да посегнат по психотерапија? Се зголемува ли бројот на лица кои бараат помош или се уште можеме да ја почувствуваме она маргинализација кога станува збор за отвореност или за отворено разговарање за проблемите, па и за барање помош? Состојбата значително се менува со години и тоа радува. Ако погледнеме на нас за 20 години и кај нас и во светот, и денеска ако погледнеме, луѓето многу побрзо и многу поотворено зборуваат за своите проблеми, секако не сите, меѓутоа значително е поголем бројот на оние кои што доаѓаат и бараат стручна помош, без оглед дали тоа станува за некој нивен, како што они викаат, индивидуален проблем или станува проблем во партнерската релација, во родителствувањето, на релации некои други, така да луѓето се побрзо доаѓаат. Она што оваа криза, знаете, јас на кризата сакам да гледам секогаш како на предизвик и како на отварање на низа нови можности за справување со ситуациите, овозможи да луѓето многу повеќе преферираат да зборуваат на телефон и да иако тоа се чинеше дека е во почетокот навистина предизвик, затоа што го доживуваат тоа подискретно, поанонимно, така да и на тој начин се овозможуваше да луѓето ги разрешат своите актуелни кризи и актуелни предизвици. Семејно советувалиште нешто она што се извинувам, уште би сакала само да додадам. Ако ми дозволите, тоа е дека позитивното искуство на оние кои што поминуваат низ психотерапискиот процес се чини најголем двигател заради тоа што споделувајќи го своето позитивно искуство во своите кругови каде што се движат, ги охрабруваат и другите да побараат на време помош. Така, семејното советување е нешто што веќе е пракса на Западот, но кај нас се уште цело семејство може би не прибегнува кон еден ваков начин. Сметате дека ова во иднина еден ваков семеен или колективен, ако можам така да го наречам, вид на психотерапија може да помогне во надминување на многу голем број проблеми? Со оглед дека денеска го одбележуваме денот на семејството, јас би сакала да ја потенцирам важноста на присуството на семејството на психотерапевските средби кои што ние ги организираме, на сите семејни членови кога работиме, иако се чини дека луѓето имаат индивидуални проблеми, јас морам да кажам дека скромен е бројот, исклучително е мал бројот на проблеми кои се само наши. Секогаш кога некој проблем е наш, тој рефлектира на останатите семејни членови и начинот како тие луѓе околу нас реагираат на нашите проблеми може да ни помогне или да ни одмогне во решавањето на проблемот. Така да главниот фокус на нашата работа се релациите во семејството, односно она што се случува во таа, како ние велиме, релацијска мрежа. Секако не е секогаш можно да ги имаме сите семејни членови присатни од различни причини, било да се тие физички отсутни, било да се физички во неможност да бидат присутни на нашите средби, но тогаш постојат различни техники кои што ние ги применуваме за да, како ние велиме, ги донесеме семејните членови на нашата средба, затоа што конечно она што е важно е како оној кој што се јавува на психотерапија ги доживува односите со другите семејни членови, што тој мисли за другите семејни членови и како тој се справува со другите семејни членови, така да кога не е можно да семејните членови бидат присутни, ако не е можно, тогаш работиме со она што е можно.
Доктор Кнежевиќ, каква е вашата перцепција за тоа како влијае целата оваа криза со пандемијата, со COVID-19 врз семејството? Овде ќе истакнем само два примери. Во пораст е семејното насилство, веќе се случија 2 фемициди откако е почната пандемијата, а од друга страна, од она што го добивам како информација од клиниката за токсикологија, е дека е зголемен бројот на пациенти кои се затруле со лекови или антидепресиви. Како влијае целата оваа состојба на семејството генерално? Важно е да знаеме дека оваа кризна состојба е сериозен стрес кој што е веќе хроничен стрес за сите нас. Не само за некој, туку апсолутно за сите семејства. Разликата измеѓу оние кои што подобро се справуваат и оние кои помалку добро се справуваат, значи имаме два екстрема, што да кажеме, движења. На едната страна се оние кои што велат дека оваа кризна состојба им помогнала да ја зголемат семејната кохезија, да го зголемат семејното задоволство, како што ние велиме, односно успеваат на еден креативен, на еден поразличен начин се организираат за да можат да го искористат времето за себе, за своите партнери, за своите деца и да направат еден нов квалитет на живење. И од другата страна се оние, на другата страна на континуумот се семејствата за кои што вие зборувате, односно семејства во кои што ќе се појават ситуации на семејно насилство или пак зголемен број на автоагресија, односно самоповредувања, што е, знаете, кога зборуваме за агресијата, таа е или свртена кон себе или кон околината. Јас морам да кажам дека во ситуација на ограничени можности, особено во ситуација на ограничени можности на семејства кои што се многу бројни, во еден скучен простор, навистина е предизвик да луѓето 24 часа или како што имавме ситуации по 3 дена не смеат да излезат со сиот респект на сите мерки кои се превземаат, меѓутоа атмосферата и тензијата во семејството знае да порасне. Како таа тензија ќе се канализира зависи од некои претходни искуства, меѓутоа зависи од спремноста на семејните членови да се реорганизираат и во смисол на улогите, и во смисол на обврските, да внесат нови задачи и да се насочат кон она што е можно наместо кон она што не е можно. Знаете, ние секогаш можеме да тагуваме по она што ама јас би сакал ова да го правам, јас би сакал она да го правам, меѓутоа кога вакви кризни ситуации се случуваат, важно е да видиме дека има и огромен број на ресурси кои што ние нити ги погледнуваме, нити знаеме дека можеме да ги направиме, а можеме да направиме многу во оваа ситуација. Па сепак мораме да кажеме дека во семејствата каде што се пак да кажам многу бројни и особено за родителите ова беше сериозен предизвик, заради тоа што родителите превземаа и голем дел од едукативниот процес со своите деца. Така да доброто менаџирање на времето, распоредот во текот на денот и она што јас мислам дека е особено значајно, обезбедување на дел од времето. Нека тоа бидат 15 минути, нека бидат 20 минути за себе сами. Значи, внатре во тоа заедништво, внатре во таа стеснета ситуација и просторна и временска, 15-20 минути за себе во еден мал агол во куќата што се вели во станот, може да значи многу за активности кои не прават да се смируваме и да бидеме задоволни. А секако за да тоа го реализираме, треба да постои добра соработка со останатите семејни членови, односно спремноста на останатите семејни членови да тоа го испочитуваат и да ни го овозможат на секој одделно во семејството. Во семејствата каде што и претходно постоело насилство, неможноста да сега се направи декомпресија, оти сите семејни системи се под исклучителен притисок, да се направи декомпресија со тоа што ќе се излезе надвор, со тоа што ќе се поразговара со пријател, со тоа што ќе се отиде на работа. Значи сега сето тоа е ограничено, тензијата многу побрзо ќе расте и за жал ќе се трансформира во некаква форма на насилство, било да е таа ситуација свртена кон некој семеен член или кон себе самиот.
Обрнавме ли Така да некако, знаете, семејствата кои што ги немаат тие ресурси или кои што не успеваат да ги развијат своите ресурси, се под повисок ризик да развијат некоја форма на насилство? Обрнавме ли доволно внимание на семејните проблеми во целиот овој период, со оглед на фактот, еве го споменавте и образованието, односно тој процес дека делумно падна и на грбот на родителите, од една страна им се зголемија обврските, а и покрај затвореност им се намали времето за себе. Тука е и она психолошка поддршка која можат сите да ја добијат бесплатно на телефонските броеви кои ги објавија надлежните, но дали е ова доволно? Обрнавме ли доволно внимание со што се соочуваат семејствата или пак со генерално со семејните проблеми во целиот овој период на пандемија? Најнапред сакам да кажам дека оваа криза дојде ненадејно. Немавме време за подготовка. Немавме време ниту ние, ниту семејствата. Ние учиме во чекор, во ход, што викаат. Во одење ги учиме сите работи. И затоа е повторно да кажам, оние семејни системи кои што имаат повисок степен на прилагодливост, кои имаат повеќе отвореност кон новите предизвици, подобро се справуваат со овие ситуации. Значи, ние немавме време, а секогаш кога настаните се случуваат нагло, ненадејно, ризиците од можните последици се многу поголеми. И од друга страна, оваа состојба не трае кратко време. Значи, не е исто кога вие имате еднократна ненадејна ситуација, која што трае сат време, пола сат, еден ден, и имате ситуација која што трае 2 месеца, и при тоа не се знае до кога ќе трае. Значи, тоа е момент на неизвестноста и моментот на непознатици, и морам да признам дека кон тоа придонесуваат и голем број на информации кои што се контрадикторни во однос на тоа, па ги дополнително вознемируваат луѓето, некаде предизвикуваат лутина, некаде предизвикуваат разочарување, заради тоа што добиваме информации од врвни стручњаци кои што се опортуни едни на други, дека нешто што правиме не треба овака да го правиме, или нешто што е и при тоа исто така морам да кажам, ситуации кои што ги следиме во нашата држава, кои што се случуваат да некој има право нешто да направи, а на некој друг му е ускратено тоа право, исто така негативно влијае на општите ставови во семејството и ги вознемирува дополнително луѓето и ги намалува нивните капацитети. Така да јас мислам дека се што учиме сите заедно и учиме од ден на ден, и од оние позитивни искуства кои што ги имаме, можеме да си ги пренесеме и да на тој начин го зацврснеме личното, своето лично, но и семејното функционирање. Доктор Кнежевиќ, ми се наметнува уште едно прашање, бидејќи полека, но сигурно во светот веќе се менува традиционалниот начин на гледање на семејството. Овде ќе мора да ги споменеме и самохраните родители, па и секако и ЛГБТ популацијата. Мислите ли дека нашето општество ќе се придвижува некако на општествената скала кон Западот? Ова го прашувам токму поради дискриминацијата која е присутна не само во општественото живење, туку за жал се уште и во образовниот процес. До ден денеска се случува граѓанин, родител да пријави дека во некој учебник за основно образование наоѓа дискриминаторски содржини кога е семејството во прашање, па еве на први за тоа на удар се најдоа дури и самохраните родители. Вие сега допирате со ова, и многу ми е драго што го отворивте ова прашање, затоа што сега допираме се она што значат системите околу семејството и како тие можат да ги креираат состојбите, односно да влијаат на одредените состојби, на ставовите, на мислењата, на вредносните системи на семејството. Семејството е жива материја, односно жив систем кој припаѓа на другите системи, и секако дека сето она што се случува во семејството ќе влијае на надворешните системи, но и се она што се
се случува однадвор ке влијае на семејството помалку или повеќе. Ако ме прашате дали се движат, дали се придвижуваат промените во нашето семејство, во нашето општество кон во однос на маргинализираните групи, јас ќе кажам да. Но ако ме прашате дали е тоа доволно, ќе кажам не. Заради тоа што не мислам дека со доволна брзина се движат работите и не мислам дека на општествено ниво, а за тоа се одговорни пред се сите оние кои што се општествено значајни улоги во нашето општество, од да кажеме влада и од сите оние видни па и стручните лица, нивните ставови и како може да влијаат на ставот кој што семејството го има изградено, и за жал ние се уште гледаме однос на маргинализација, однос на етикетирање или онака како јас би кажала ставови кои што не се подкрепени со никакви научни вистини во однос на, како што вие ја спомнавте, на пример, ЛГБТ популацијата. Така да јас мислам дека многу треба да се работи на тоа поле. Мислам дека и ние стручните лица, но и сите одговорни во ова општество треба да им помогнеме на семејствата да од нешто што го нарекуваме традиционално или нешто за што не се разговарало порано. А не е точно дека сега ние имаме повеќе ЛГБТ отколку што биле пред, не знам, 50 години или пред 100 години. Само што тогаш тие луѓе биле невидливи, се криеле, немале смелост да излезат јавно и го жртвувале личниот идентитетот, и тоа е прашање на идентитет. Кога ние зборуваме дека е некој со различна сексуална ориентација, тоа не е негова желба и волја, туку е неговиот личен идентитет. И луѓето го жртвувале само заради тоа што ги знаеле последиците кои што ќе ги имаат по себе и по семејството, што денеска не е случај за среќа. Значи денеска веќе тоа не е ситуација, меѓутоа се што е присутно. Зошто ни е тоа важно? Важно ни е заради тоа што неприфаќањето на разликите, вклучително и на разликите во сексуалната ориентација, носиме ние одговорност кој тоа не го прифаќаме, заради тоа што степенот на самоубиства, степенот на депресивност е значително повисока кај младата популација која што е со различна сексуална ориентација, отколку што е кај другите млади луѓе на светско ниво, па и кај нас, заради тоа што во период кога тие го градат својот идентитет и својата сексуалност и препознаваат дека се со различна сексуална ориентација, неприфаќањето од средината влијае на нив крајно негативно и ги доведува во состојби на непожелни состојби, како што е, на пример, обид за самоубиство. Така да мислам дека работите се менуваат и се придвижуваат, но не со доволна брзина. Доктор Кнежевиќ, за заокружување на овој разговор, уште еден податок од статистиката вели дека разводите се во пораст од година во година. Според вас на што се должи ова? Дали можеби нетрпението или недоволното познавање се главни пречки за да дојде до развод? Иако одлуката за развод се чини дека се темели на еден или два фактори, најчесто во одлуката влијаат голем број на причини. Меѓу другото, уште со самото влегување во брак, партнерите кога влегуваат и кога имаат огромни очекувања од бракот, знаете колку се поголеми очекувањата од бракот, толку е разочарувањето поизвестно, како и голем број на други фактори, како што е, на пример, незавршената сепарација од своите семејства по потекло. Тоа значи да се уште лојалноста кон семејствата по потекло е поголема отколку кон партнерот и кон бракот, како и низа други недостатоци, да кажам, или немање на доволно вештини околу тоа да се, најчесто е тоа непочитувањето на разликите, немањето на взаемна подршка помеѓу партнерите, неусогласените вредности и системи. Значи, голем број фактори влијаат на тоа кога луѓето дојдат до ситуација да одлучат да се разведат, што конечно, знаете, ние имаме една дефиниција која звучи малку парадоксално, а тоа е дека подобро е добар развод отколку лош брак, што вака како парола изгледа интересно, меѓутоа навистина ако луѓето не успеваат да се разберат, тогаш е разводот една од можностите. Она што исто така придонесува за поголемата стапка на развод е, јас мислам, и женската еманципација,
односно ситуацијата во која што жените веќе се економски понезависни од колку што биле порано, така да условно кажано не остануваат во браковите затоа што мораат и немаат излез, туку заради тоа што сакаат поквалитетен живот и одлучуваат да и посамостојни се во своите одлуки. Така да голем број фактори играат улога, иако јас можам да кажам дека моето искуство кажува дека понекогаш или во една бројка која што не е занемарлива, пребрзо се донесува одлука за развод пред да се истражат сите можности кои што стојат пред партнерите, некако како да немаат трпение и како да немаат мотивација да работат, особено заради тоа што подобрувањето на бракот зависи од двата партнера. Значи промена и на тој и на едниот и на другиот. Тука се работите, освен кога е семејно насилство, како ние викаме 50-50%. Така да некако секогаш е очекувањето дека оној другиот треба да ги подобри работите, но не и ние сами, односно не и она личност која што размислува за себе. Така да мислам дека тоа све оди во прилог на зголемената стапка на разводи. И сосема за крај, дали психотерапијата е успешен модел за да се спречат овие појави, односно разводот? Какви се вашите искуства до сега? Накратко, сосема за крај. Секако дека психотерапијата е едно од можните добри решенија, односно дека низ процесот на психотерапија се овозможува да партнерите ги согледаат сите предизвици кои што во нивниот брак постоеле и да потоа врз база на тоа одлучат дали сакаат да работат на подобрување на партнерските, односно брачните односи, или ќе се одлучат за развод. Дури и кога психотерапијата условно кажано не успева да го спаси бракот, односно кога низ психотерапијата партнерите не успеваат да најдат решение за своите партнерски или брачни проблеми и донесат одлука за развод, статистиката покажува, нашето искуство кажува дека таквите партнери далеку подобро патуваат низ разводниот процес. Знаете, затоа што и разводот не е лесен процес, особено ако постојат и деца, особено ако имаме тука приказна и за партнерска и за родителска улога, така да некако се чини дека низ психотерапијата тие кои што не успеат да ги подобрат своите брачни односи, успеваат да подобро се разберат во процесот на развод, што воопшто не е лесен и е навистина еден многу сложен процес и развод на многу нивоа. Ви благодарам за ова вклучување во живо. Примариус доктор Славица Гајдадзис Кнежевиќ. Се надевам по завршување на овие рестриктивни мерки ќе ве видиме и овде во студиото. Ви благодарам уште еднаш за ова јавување. Ви благодарам за поканата да денеска бидам ваш гостин и поздрав до вашите гледачи. Нека не следат на Facebook и на сите телефони, затоа што имаме бесплатни советувалишта и за родителите и за семејствата и ќе ни биде секако важно да знаат дека сме тука за нив и дека сме спремни да помогнеме. Токму така. Многу е важно да знаат граѓаните дека има каде да се обратат во случај на проблем, а еве и психолошката поддршка е нешто што е многу важно, особено после овој изолацијски период.